Честитам на мојот колега и другар Чабир Дева, со кој што ме поврзува две работи. Нашето работење во Млад борец и нашите студиуми по филозофија. Ова за мене е еден голем почеток, затоа што овој процес на борба за слобода е процес кој нема крај. И мислам дека никој никому не дава слобода, туку ние мораме да се избориме за тоа. Сепак малку сум разочаран, затоа што денеска овде ова се заврши на ниво на опис. Ја очекував од нашиот почитуван колега, кој е по образование филозоф, да одговори на трите основни прашања на нашиот филозофски занает. Зошто ова вака? Што се причините и изворите на ова? И што е суштината на ова? Јас 40 на години работев во Македонска радиотелевизија и секој режим ме бркаше од работа или ме казнуваше до понижување. Затоа што се уште овде владее југосталинизмот или македонскиот сталинизам. Се променија многу гарнитури на власта, ама внатре структурата остана. Се сменија министрите и началниците, ама тие доле останаа. И она денеска се збореше за лажната солидарност меѓу полицајците. Као 12 месеци било тоа, а после не важи тоа. Сметам дека као што со Горбачов почна стварна десталинизација, као што со паѓањето на Хитлер почна денацификација, мислам дека со овој проект символично за мене почнува дегруевизација. И многу ми е тажно што денеска продолжува монологот, иако се залагаме за диалог, зашто ние меѓу себе се изборуваме, тоа е монолог. Треба вакви форуми да се направат и со влада, цела влада, не со еден-двајца, и со академијата, Ману и другите, и со бизнис секторот, комори, и со другите од невладин сектор, зашто само на тој начин ќе го истераме ние глушецот од дупка. Вака може да држиме секој ден по една конференција, секој месец може да правиме по еден проект, на ниво на треба ова, треба она. Например, имам забелешка на сериозна од суштинска, логичка природа. Не може неказливост да биде една точка, а после владење на правото. Значи, владење на правото е еден од 8 принципи на добро управување. Ја тоа предавам на правен факултет, етика и менеджмент, и децата ги учам. Значи, она што ја како новинар, интервјујќи ги европските лидери, ми кажаа, секоја држава ја мериме по два критериума дали демократска. По медиуми, значи отчетност, и вториот, тоа се вика судство, значи транспарентност и отчетност. Значи, ние сме фактички главните истерувачи на неправдата, неморалот, на криминалот. И ние не можеме да очекуваме некој нам да ни даде, не знам, услови, не знам, слобода, ние мораме сами да се бориме секој ден. Ја прес овде пред малку реков дека овие 150 тројца избркани, меѓу кои има неколку души овде, на кои ми ја посветив мојата награда, се причина секој ден да држиме по ваков еден состанок. Зашто не може да бидеме слепи, тие луѓе се со фамилии, посокаци без работа. И јас сум бил со години без работа, знам што е тоа. Сакам да кажам дека овој проект треба да се надополни, да се каже кои се причините. Јас случајно истражувајќи го груевизмот, го прочитав целиот опус од Хитлер и за Хитлер. Он има принципи: застрашувај, уплашувај, манипулирај, тепај, утепувај. Не знам дали знаете, на партиски конференции или седници на ВМРО-вчињата го читале Мајканф ко штиво задолжително. Тоа да се уплаши човек. Милиарда. Тоа е само надворешната слика. Внатрешната е она што го отруа, го затруа организмот на нашава земја и општество.
И мислам дека ова, уште еднаш да кажам, е само почеток на отварање на еден сериозен јавен диалог со сите засегнати, со сите чинители, кај што мораме ние да си даеме рок една година, пола година, зашто гледате, она МРТ, тоа е застрашувачка работа, единствена јавна и радиотелевизиска компанија во која што е вселена полицијата. Тоа немало ни кај Хитлер, ни кај Пиноче, ни кај Сталин. Кога пред крајот на мојата новинарска кариера во телевизија ми беше гостин Фуере, он доаѓа у студио, вика: господин Гајдов, доле видов пријавница на полиција. Да, викам, амбасадоре, ова е идеален субстрат на режимот на Бранко Црвенковски и неговата миленица Гордана Стошич, што е всели полицијата МРТ. Стварно има простор, ама таму беше Министерство за образование, за култура, за било што, не полиција. Благодарам.